По најавите на министерот Венко Филипче за можно враќање на рестриктивните мерки и полицискиот час, известно е дека со нив ќе биде опфатен и Тетовско-гостиварскиот регион, каде состојбата со вирусот се уште е сериозна. Повеќето тетовци сметаат дека ова е веќе мајтапење со народот, кои да се мерките велат се веќе задоцнети, а полицискиот час не би дал никакви резултати. Тоа е маневра на владата. Значи, тогаш неубаво се лови во матно. Се што се сака се прави. Значи никој не може ни да пререше, ни да одреше. Тоа е работава. Ја мислам нема да даде никаков ефект. Пошто ако е 24 часа, ќе може нешто, ама ова по кратко време никако. Доцна е више, треба друго да се преземе нешто. Толку. Мислите нема да има ефект полицискиот час? Па, и така не го почитуваат многу него. Не седат сите дома, излагаат, шетаат и тоа е све. Не, бе, какви полицисти се, не треба, што ни треба. За нас овде џабе све, треба сами да си го имамо редот, сами да го водиме. Додека се најавуваат нови мерки, но и најави за можно влошување на состојбата на есен, тетовските власти се опуштени, а кризен штаб не се одржал веќе 2 недели. Кога почна олабавувањето на мерките за заштита од коронавирусот пред 2 месеци, ставот на тетовската градоначалничка беше дека нема потреба да се враќаме назад со мерките, односно нема потреба од враќање на полицискиот час. Оти според неа тоа не би дало никакви резултати. Арифи цело време досега остана на истото размислување дека враќањето кон мерките не е решение, туку потребно е само будење на свесноста на граѓаните. Дали е се уште на истиот став, останавме без одговор. Оти била преокупирана со работа и немала време за изјави.